Почитувани гледачи, добар ден, добродојавте во Аргумент Плюс на Телевизија 24, јас сум Сеад Резвановиќ. Телевизија 24 продолжува со интервјуата со председателските кандидати на овие избори и во оваа емисија ќе зборуваме со господинот Стефчо Јакимовски, кој е кандидат на коалицијата Храбро за Македонија, предводена од Гром, ПЦЕР и Интегра. Господине Јакимовски, добродојавте во Аргумент Плюс. Добро ве најдов. Како што кажав, продолжуваме со интервјуата со председателските кандидати, посебни интервјуа, бидејќи не успеавме ниту ние, ниту ни еден медиум до сега да организира една председателска дебата со сите кандидати на едно место, па така мораме вака да разговараме со вас, да ги слушнеме вашите визии, вашите планови, да ги слушнеме и вашите аргументи зошто влегувате во председателската трка. Еве, како воведно прашање, кампањата веќе тече, во теке. Како оди кампањата? Имате ли средби со граѓани, митинзи? Кој е вашиот формат на политичко делување? Што гледате на теренот? Прво, околу тоа што не можеме да седнеме на едно место, тоа е срам за македонската демократија. Тоа е срамота да не можеме да разговараме за битни државни прашања, како некој утре ќе биде председател и како ќе воспоставува диалог меѓу политичките партии, меѓу власт и опозиција, ако тој не е подготвен да направи диалог меѓу 7 кандидати. Ние ни ќе се тепаме, ни ќе се колеме, ни ќе се бесиме, ќе разговараме аргументирано за крупни прашања. Замислете, се предлага промена на устав, се предлага промена на устав каде што ќе се избришат македонците. Се предлага промена на избор на председател во парламент каде што ќе го бираат политичките партии, а не народот. Се предлага изфрлање на балансерот, се предлагаат излегување од отворен Балкан. Значи, крупни тектонски политички поместувања се предлагаат овие председателски избори и тоа во ниту една дебата ние да не го разговараме, туку на еден ваков начин што буквално се создава на лов во матно, ако може да се избере председател, што е навистина несвојствено за демократска држава во 21. век. Како ние ја водиме кампањата? Добро, вие лично предпоставувам, имате ли проблем да седнете со некој? Не, затоа што со секој аргументите на маса, граѓаните нека ценат. Има ли логика? Колку дебати имаше Петре Шилегов за локалните избори? Да. Колку дебати имав јас? Имав 3 дебати за локални избори. За председателски избори да немаме дебати. Кој бега? Па бегаат представниците на двете најголеми политички партии. Шехте ви луѓе, како тоа може така? Па тие сега предпоставувам јас Шехте 5 години да бидеш председател, знаете ли со какви се податоци има, со што е се вооружен, со какво знаење? Па тој треба што се вели во вака да не покоси нас како председателски кандидати, со знаење, со познавање на материјата. Тој чита разузнавачки податоци, државни тајни, со кого се нема све сетното и да бегаш од дебата. Ја не можам ово да го разберам. Добро, за волја на вистината, председателот Пендаровски кажа дека тие побарале да се одржат дебати со сите кандидати, предложи формат, но кажа дека не успеале да договорат. Така, тоа е некој објаснување. Добро, народот ќе си каже на 24-ти, нека цени кој сега бега од дебата, кој не е спремен да се соочи со проблемите, тој утре нема да биде спремен да се соочи и со проблемите како председател. Секојаш ќе оди по линија на помал отпор. Ако на Македонија треба председатели кои што ќе одат по линија на помал отпор, молим лепо, ќе се одлучи народот на 24-ти. Добро, како оди кампањата, кажете ме? Кампањата оди добро, јас сум задоволен, не идуваме на добар прием од граѓаните, митинзи големи не правиме, сменети се условите, нити имаме намера да правиме таков караван како што го прават поголемите политички партии, со носење со автобуси, со луѓе и така натаму, нема потреба. Мислам дека не постои граѓанин во Република Македонија кој не ги знае ставовите на председателскиот кандидат Стефчо Јакимовски. Да, вашите ставови од прилика го спомнавте сега и самиот уставот, вие повторувате цело време дека сте против промена на уставот или ставањето на бугарите во уставот, дека тоа е ваш став. Дали вие, кои се вашите, освен тоа, имате ли некаква окосница во вашата председателска понуда, нешто што навистина
би направило промена, бидејќи имаме и други кандидати кои се исто така против промена на уставот, кои велат дека се изричито против тоа, некои може би не се изјаснуваат доволно јасно, некои се па за, нема ништо против. Значи, дали ви е тоа основата на вашата политичка понуда на ВСБ? Кажува ли некој дека предпоследно поглавје пред да влеземе во Европската унија ќе биде јазикот? Кажува ли некој дека 28 парламенти треба да гласаат за да се применува македонскиот јазик во Европската комисија? И бугарите ќе изгласаат така ние како што сакаме? Бугарите барат од нас да признаеме дека нашиот јазик е модифициран бугарски јазик. Ќе го прифатиме тоа? Она што јас го барам, како председателски кандидат, да го затвориме комплетното бугарско прашање. И за тоа од кога сме нација, и за тоа дали нашиот јазик е наречен на бугарскиот јазик или модифициран бугарски јазик, и околу историските личности, кои ќе го договориме целиот пакет, нема проблем да се гласаат за бугарите да влезат во уставот. А вака парцијално сега да пројдеме, ама да не чекаат на предпоследното поглавје. И потоа пак исто да викаме, ајде да го изгласаме и ова и ќе тераме понатаму. Тоа не се добри решенија и тоа не се добри практики. Ние гледаме ли на било кога некој наш званичник ќе каже по тоа прашање дека единствено само треба да го смениме уставот и се е завршено, секојаш Любен Радев ни одговараше, имате вие уште задачи да исполните, како тоа? Имате уште работи кои што треба вие да ги прифатите. И ние цело време се правиме дека тоа не го слушаме само и само затоа што некој нема што друго да му каже на народот освен ЕУ и НАТО. ЕУ ќе не храни, НАТО ќе не брани. Нема друга реторика. Прашувате за мојот програм. Мојот програм вели дека Македонија треба да ја развива наменската индустрија. Односно треба да ја развиваме индустријата за производство на оружје, производство на муниција, производство на опрема. Натаму јас сметам дека ние мораме да направиме крупни реформи во клучни сектори. Реформа мора во образованието, тоа е темелот на општеството. Мораме реформа во здравството, мораме реформа во државната администрација. Државната администрација гледаме дека е нефункционална, гломазна, таму кај што ни треба луѓе немаме, а таму кај што не треба ти имаме премногу. Не може луѓе да седат дома, а да примаат плата, тоа е недозволиво. Не може полицијата да вика дека нема доволно луѓе, не може обвинителите да се жалат дека нема доволно истражители, не може да викаме дека немаме доволно суди, не може да викаме дека немаме доволно негователки, воспитувачки и така натаму, а во исто време да имаме илјадници луѓе во администрација кои што нишат врата за има плата. Тоа се недозволиви работи и тоа председателот исто така треба да го отвори како крупно наше прашање. Во делот на надворешната политика, значи земите членки на Совет на безбедност исклучиво мора да бидат покриени со дипломати од кариера. Тука не може ни политички лица, ни ништо. И земите кај што имаме силни трговски врски, таму значи мора да идат најквалитетните амбасадори. Натаму диаспората. Ние има прекинато комплетно има прекинато контакти со диаспора. Ја спомнува ли некој диаспората? Како мислиме ние натаму да се развиваме без нашата диаспора? Колку и нашите политики да не ги разбира диаспората, ние мора да се сркаваме со нези. Мора да ги објаснуваме нашите позиции, мора да окажуваме зошто тоа така сме го направили. Колку и тие разговори да бидат непријатни. Има ли логика диаспората да не гласа? Зашто не го направиме онлайн да биде гласањето? Зашто повеќе диаспората не ја вклучиме во општествениот живот во Македонија? Зашто не создаваме услови за враќање на диаспората во Република Македонија? Диаспората може да гласа и сега, но смените начинот на не може како порано. Од Перт треба да оди во Камбера или во Мелбурн за да гласа. Да. Колку илјади километри треба да помине? Тоа е недозволиво. Зашто не можеме по интернет тоа да го дозволиме да биде? Онлайн да биде гласањето. Што е проблем? 21 век сме. Да, но имавме порано и апсурдни ситуации кога со неколку стотици гласа се добиваа пратеници. Ама тоа е како неколку стотици. Па ајде да го направиме вака гласањето, да се гласа само во Скопје, да видиме колку гласачи ги имаме. Како може некој да пројде 1000 кусур километри за да иде за гласа на некој? А што е проблем во 21 век? Поготово што тие општества таму функционираат комплетно онлайн.
И кога во нивните општества се гласа онлайн. Јас А зошто не, за матицата земја не може да гласа онлайн? Јас би ве прашал што е проблем, па и тука да гласаме онлайн, мислам, не Да, е нешто што е спорно, проблем и да. тука. Не е Ние нешто сега спорно. видовме во Русија гласат онлайн. Не, Гласат во Америка, гласат секаде. Во 21 век зошто не би гласале онлайн? Зашто не би наистина, гласале да. онлайн? Не е спорно тоа. Да го лесниме гласањето. Натаму прашањето имаме за генералштабот. Начелник на генералштаб мора да биде значи професионалец од кариера, кој минимум еден светски јазик мора да знае флуентно да зборува, кој минимум магистар или доктор на науки по воени науки мора да биде, значи тој мора да биде многу образован. Следната работа агенцијата за разузнавање мора исклучиво професионалец од агенцијата за разузнавање да биде директор. Јас се залагам да гувернерот на Народна банка, значи ако веќе се оди во било какви уставни промени, да се зголемат ингеренциите на председателот, значи да нема предлози преку собранието, пак неговите предлози да бидат предлог на партиско политичко пазарење, туку напротив сметам дека Централната банка треба да оди во уште поголемо осамостојување. И влијанието на владата и Министерството на финансии врз Централната банка треба да се минимизира, а тоа ќе се минимизира ако ние ставиме председателот на државата го назначува гувернерот на Народна банка. А фактите и сите анкети покажуваат дека најголема доверба во државата ужива Централната банка и одговорно го тврдам дека тоа го ужива со право. Да. Добро, многу мене се изненадија господине Јакимовски кога пред почетокот на овие избори Соединетите Американски држави ја соопштија она одлука за ваше ставање на таа така наречена црна листа, според објаснувањето, тоа е затоа што сте биле вклучени во коруптивни дејства, користење на својата службена положба, замешање во урбанен развој, процеси за набавки да имаат корист за себе и за своите соработници. Ова е соопштено од Стейт Департментот. Може да се соопштуваат колку сакаат, ништо од тоа не е точно. Честно и поштено сум ја обавувал и обавувам својата функција. Во никаква јавна набавка немам. Од прва јавна набавка до денеска јас не учествувам во никакви калкулации со ниједна јавна набавка, тоа си го прават службите. Што се однесува во делот на урбанизмот, комплетно се пренесени ингеренциите на вработените во делот на урбанизмот. Така да тоа се чисти политики и ништо друго, политики иницирани од луѓето кои што овде земаат плата од странските служби и нивната задача е да кодашат домашни политичари, домашни истопоственици и така натаму. Мене ме плаќа овој народ и јас ќе водам народна политика и преку мене зборува народот. Многу често се случува граѓаните да ми кажат и јас истото го мислам, ама не знам да го кажам како тоа вие што го кажувате, господин Јакимовски. Значи мене ме плаќа народот и јас ќе ги застапувам нивните интереси, а тие ги плаќаат тие што ги плаќаат и они ќе ги застапуваат нивните интереси. Знаете, ништо страшно. Кога ќе кажете вака, многу е лесно да се каже, но доколку малку се размисли, некако нема логика во тоа, бидејќи излегува дека Стейт Департментот една прилично има сериозна служба своја и сериозен начин на работа, многу професионален, дека сега тие се базираат на некакви, не знам, разговори, инсинуации, дека некој нешто им кажал. Каже што јас сум работел, јас не знам што работам, јас не знам како се однесувам на своето Предпоставувам работно дека тука некој им доставил некакви докази. Тоа Какви сакам се да тоа? кажам. Никакви докази нема, ви гарантирам. Значи Дека- јас многу добро знам што работам и што правам. Мислите Јас дека- на 64 години сум се вратил на власт по прележување на тешка болест за Авраам Далавери. Тоа е ван секоја памет. Мислите Значи дека апсолутно е дегутантно и не сакам да разговарам за тоа воопшто. ние добро, во ред. Кој си нема друга работа, нек се бави со таа работа. Ја немам намера да се бавам. Не знаеме прво за кој период е тоа, бидејќи не е За кажано. кој сака период Не е нека кажано. биде. За кој сака период нека биде. Ајде повторно да прашам, мислите дека Стейт Департментот, тоест нивните луѓе тука во Скопје, од каде што ги добиваат информациите, дека се базираат само на разговори, Нарекла казала, да. дека некој дошол им Да, кажал и они поверувале. Да, нарекла казала. Па некако Јас одговорно тврдам дека совесно и одговорно. Па се утепаа пуштајќи кривични пријави во последните 8-9 месеца. И све кривични пријави тралала. кој? Кои што немаат врска. Распејани вакви, разгрижени онакви, невладини организации, не знам што. Јас имам пораки од истражните органи кои ми пишуваат, пак стигнаа 3-4 писма, ова пријави за мислат дека немаме друга работа освен да се бавиме со вас. Кривични пријави, може секој да поднесе тоа, не е Епа. спорно, но сега зборуваме за издржани Ама тоа е докази. целта, демек поднесуваат кривични пријави, ама нашите правосудни органи не реагираат и затоа морал да реагира Стейт Департментот. Добро, Че, апсолутно тоа не. кога велите дека еве некој ве кодоше или дека позади
тоа ставање на црна листа има некакви политички намери. Кои се тие политички намери? Бидејќи има уште една теза, еве ако зборуваме дека е можеби политички, дека навистина некој за нешто ве казнува. Дали можеби мислите дека некои ваши ставови кои некои би ги протоколувал како проруски, како антизападни, можеби имаат некаква улога во тоа, дека ве гледаат така? Тоа што со политика луѓето се бават површно и кај ни важи, повторно ќе кажам паролата ЕУ ке не рани, НАТО ке не брани, јас не сум крив, што не пратат ништо, не читаат ништо, не ги интересира ништо и не ги интересира едноставно вистината. Јас за тоа не можам да бидам виновен. Ако јас наназад 5 години зборувам дека руската армија се вооружува, руската армија се преструктура, руската армија е модернизирана и дека со руската армија ќе имаме сериозни проблеми, што треба некој да ме процени како проруски. И ако да речеме дел од нас и безбедносни служби тврдат дека нема шанса да дојде војна меѓу Украина и Русија, а јас тврдам дека војна ќе се случи, затоа што на границата со Украина има 300.000 војски и некој не ја потегнал таа војска туку така, и ако тој доволно не знае да ги склопи коцките на меѓународен план, јас за тоа не можам да бидам виновен. Добро, сега тие веројатно дека Што се моите ставови проруски? Тие можеби проруски е ставот дека испадна дека немаме муниција, дека немаме гранати, дека немаме доволно тенкови, дека немаме доволно хаубици, дека немаме да ги замениме цевките, дека цела алијанса може да произведе 200.000 гранати, а Русија троши 60.000 гранати дневно. А месечно ние може да произведеме 200.000. Тоа се факти или се вистини? Каква врска има тоа со проруските ставови? Следната работа. Американскиот председател, прошлиот, Доналд Трамп, со право ги критикуваше земјите членки на НАТО. Не може јас да ве бранам. Ќе се издвоите пари за да ги модернизирате армиите, за да обезбедите оружје, да обезбедите муниција. Што се случи сега? Сега испадна дека никој нема доволно оружје, дека никој нема доволно муниција. Тоа е така. Германската армија има само 130 оперативни тенкови. Добро, видите, значи, тоа се факти, тоа го збора стручњаците. Па ве молам, ајде ако е така, ајде да видиме Скот Ритер што збори, американскиот пуковник. Ајде да видиме Мајк Мили што збори. Ајде да видиме нивни аналитичари што кажуваат за оваа работа. Знаете како, не ми е цел сега да ги анализираме вашите ставови, дали се навистина проруски или не. А што се проруски? Туку прашањето ми беше дали гледате можеби и тука некаква причина за ставањето на црната листа. Ако некој ги гледа, ама некој ако си има проблеми со своето разбирање, ако некој не му се допаѓа, јас за тоа не можам да бидам виновен. Јас гледам да им се допадам на граѓаните на Република Македонија. На сите останати што не им се допаѓа, моите политики се потврдиле. Моите политики се 4 пати гласани. И тоа со задоволство на граѓаните. Моите победи се секогаш чисти како солза. Добро, дали ставањето на оваа црна листа ќе ви предизвика проблеми во политичкото делување? Еве, проблеми во и оваа председателска трка, но пред се проблеми во некои можеби идни коалиции, преговори, дали луѓето ќе сакаат да соработуваат со вас? Тоа си е нивна работа дали ќе сакаат или не. А прашање дали јас со кого сакам да соработувам? Прашање јас со кого сакам да зборуваме за политички реализам, нели? Сега не е. Па се Али Ахмети него подпиша договор со човек што е на црна листа. ВМРО ДПМН подпиша со човек што е на црна листа Љубој Ошковски. Јас не сум учествувал ни во војни, не сум учествувал во било какви криминали, во приватизација и така натаму и така натаму. Мојата совест е чиста. Интересна е коалицијата со која настапувате, значи коалиција со ОПЦЕР и со Интегра, бидејќи претходно ми се чини немавте некаква соработка како да се изроди од овие избори, ништо нема тука спорно се разбира, но кога зборуваме за коалицирање, некако многумина очекуваа дека вие можеби ќе коалицирате со Даниела Арсовска. Со Даниела Арсовска и со незината ново формирана партија, бидејќи постоја некои информации дека вие соработувате, дека се поддржувате на некој начин и во Советот на град Скопје и гледаа некаква природна коалиција таму, но таа не се случи. Или можеби имале луѓето погрешни перцепции, не знам, тоа се погрешните перцепции, нивни погрешни заклучоци, и тоа не е прв пат да имат они погрешни перцепции. И околу мојата сила во изборите, и околу моите можности јас дали ќе победам или нема да победам, околу тоа како ќе пројдам на избори,
Не е прв пат да имаат погрешна перцепција. Одредени луѓе си имаат своји предубедувања и тие предубедувања не се обидуваат да ги проверат на терен, да направат анализи, да споредат информации и така натаму, туку едноставно Стефче Акимовски ќе прави со Данела, еве. Да, тоа тие информации така доста струја, ајде да речеме, и во политички кругови, и неформално на медиуми, значи не сте воопшто не сте имале намера никој знае, друг пат сите информации што ќе ги добиват за мене треба малку со резерва да ги примаат. Да. Добро, кога вие зборувате дека ајде да се вратиме малку на црната листа, значи кога се пак на црната листа. Не на црната листа, туку на тоа дека Господин Резвановиќ, 17 точки мојата програма за председател. Дека во однос на тоа дека сте биле не сте направиле ништо, имавте процеси судски, имавте нели таму кои се решија некако со едно гласање во парламентот со еден закон со кој на некој начин вашиот процес исчезна тогаш, некако така се тоа заврши. Значи немаше одлука, нели, туку така повторно со некакви законски решенија. И тогаш тие дојдоа на предлог на ВМРО ДПМН. Господине Резвановиќ, јас сум изненаден како вие површно ги гледате работите. Јас само прашувам. Мојот предмет не е исчезнат, мојот предмет и натаму екзистира во судот. Со закони со измените на кривичниот закон се спасија тие што го критикува. Нема врска јас. Апсолутно не е точно ова што го зборувате. Така. Тогаш апсолутно не е точно ова што го зборувате. Значи зборувам за членот за 2021 година, за тие измени кои се направија тогаш. Значи член 41 од закон доаѓа на предлог на ВМРО ДПМН предвидува запрат сите кривични граѓански постапки што се во тек, а поврзани со изградба на бесправни објекти, означени за република и локално значење. Токму за таков случај во тек е судски процес против поранешниот граничник на Карпуш. Значи зборувам за тие ако се врши легализација на објектот, како може да продолжат управни, судски, граѓански постапки ако се изврши легализација на објектот? Ако се носи закон за легализација, како судските постапки ќе продолжат? Тоа е логично што треба да стои во законот. И во сите претходни закони таа одредба има. Штом еден објект се легализира, тоа значи сите постапки кривични, управни, граѓански, парници, све престанува да важи. Исчезнуваат, како што ја се изрази. Се запираат, не разбирате. Да. Се запираат. Значи се легализира објектот, нема што више по него се дискутира. Тоа е закон лекс специјалис. Да. Добро, видите, вие сега ме прашувате зошто јас ве прашувам, па секој председателски кандидат мора да го прашаме за неговата политика, нели? Сега не сте вие нов човек во политиката или не излегувате сега како некоја табула раза, туку имате една голема политичка историја, нели? Сте биле во извршна власт, во законодавна, во локална власт, сите нивоа сте ги поминале. Значи, не знам, и сега сте председателски кандидат. Мојата политичка историја е чиста и затоа сум се кандидирал за председател. Ако мојата политичка историја е нечиста, јас не би се кандидирал. Второ, јас знам некогаш да бидам оштар на јазик и меѓутоа само чиста душа може да има остар јазик. Ако ви е нечиста душата, не може да имате остар јазик, тоа ќе се стриете и ќе викате вака: јас сум за промена на уставот, јас сум како ќе ни кажат нашите партнери, јас сум како ќе побарат од нас, така ќе правам. Добро, ако не ви е чиста совеста. Мојата совест е чиста. Така ли ги гледате политички сегашниве, да речеме, протести кои се во Карпуш, ги спомнавте вие пред малку тие организации за урбанизацијата, за објектот кај воена болница, за сите тие што излегуваат? Во Карпуш што се случува, тоа може да го разговараме во утрински емисии, мислам дека таму им е местото, ние разговараме за председателските избори. Мојата председателска програма има 17 точки. Што мислите од тоа да разговараме, јас стојам на располагање. Да, добро, урбанизацијата не е под надлежност на председателот. Па не е под надлежност на председателот. Да. Добро, ајде да видиме за уставот тогаш. Велите дека не сте за промена на уставот, не сте за ставање на бугарите, како што кажав, има и други кандидати кои го велат истото. Сега да се разбереме. Јас сум за решавање на комплетното бугарско прашање. Ние не сакаме да разбереме или сакаме да си лажеме или сакаме да бидеме толку површни. Бугарите инсистираат ние да признаеме дека од 44-та сме нација.
бугарите инсистираат да признаеме дека нашиот јазик е фалшлив български јазик, односно модифициран бугарски јазик или наречие на бугарскиот јазик. И бугарите од нас бараат да признаеме дека сите револуционери се пород бугари. Мојот предлог што е? За идентитет не преговарам, за јазик не преговарам, за историските личности ќе си работат историските комисии. Може би никогаш да не се договорат, но тоа не може да биде услов дали ние ќе влеземе во Европската унија и не. Ако овие две прашања ние ги затвориме, нема проблем да се гласат бугарите да влезат во уставот. Дали сум доволно јасен по ова прашање? Значи, барам затварање на комплетното бугарско прашање. Но вие тоа што го велите, всушност во пракса значи да останеме блокирани за секогаш. Бидејќи бугарските барања не се нови. Значи, тие се стари 70 години. 70 години бугарската политика кон македонското прашање и во време на Југославија и после била иста. Ставовите се идентични. Добре. И сега прашањето знаете што е? Дали сакате нешто да смените, да мрднете од мртва точка или да останете блокирани за секогаш? Мислам, Што тоа значи да бидеме блокирани? најавите дека некој ќе ги убеди сега бугарите да го сменат мислењето, кои не го смениле 70 години, се, мислам, многу тешки. Да не речеме неверојатно. Се неверојатно. вака, зошто вие мислите дека нас ни е попотребна Европа, а ние на Европа не и требаме? Овие бодликави жици кај Евгелија на граница, за кого се тие бодликави жици? За нас или за Европа? Тие што сакат преку жиците да пројдат, сакат да дојдат во Скопје, во Куманово, или сакат да одат за Берлин, за Брисел, за Хановер, за кај сакат да одат? Чии политики ние спроведуваме? Ние штитиме нивната граница. Нив им е исто така битно да ова подрачје тие бидат сигурни дека ова подрачје и политички, и економски, и воено ќе биде блиску со нив. И нив им е битно да го затворат ова подрачје. Па да, затоа не Ако тие мислат дека ние мора вечно да бидеме понизни и да чекаме пред нивната врата за да дозволат кој ќе му текне да се живува со нас македонците, мојот став е ние чекаме до 2030 за влез во Европска унија. А ако не влеземе, ние не се откажуваме од европскиот пат, ќе продолжиме на тој пат, ама во исто време ќе си бараме собствен пат на развој. Значи, во земјата мора да се донесат инвестиции, во земјата мора да се донесат инвеститори, во земјата мора да се отворат нови работни места, мора да се покажи GDP-то. Како сме тргнали, ќе станеме земја само на пензионери. Кој ќе ни ги плаќа пензионерите? Како ќе земеме пензии? Па истото сега да ве прашам. 30 години го зборуват истото вие политичарите. Дека треба ова, не треба она, но гледаме дека само тонеме. 30 години некој се обидува да ни наметне дека нас сите проблеми ќе ни ги реши Европа. Не ни ги решава проблемите, Европа си ги решава незините проблеми. Европа ги отвара вратите за да отиде наш кадар да им служи нив. Докторите да ги лечат, оние што треба да чистат инженерите да им работат, да им конструираат и така натаму, они си ги решаваат нивните проблеми со работна сила. И тоа со квалификувана, со образована работна сила. Не би се согласил со вас. Значи, кога ќе кажете сите проблеми да не ги реши Европа, тоа звучи многу површно. Зборуваме за воведување на европски стандарди кои ние сами треба да ги воведеме, а никој не ни брани. И сега прашањето е, кој нас не пречи сами да си направиме Европа тука, нели? Сами да се воведеме европски стандарди. Еве сега да прашам. 30 години го зборуваме истото. Кој нас не пречи ние да имаме дебата за да бидеме европска држава? Кој нас не пречи да се гласа онлайн и да гласа и диаспората онлайн, како што гласат кај нив? Па не знам, еве кој. Кој ни пречи? Па вие сте, тоа ве прашам, вие кога кажувам вие политичарите, затоа се кандидирам на овие избори за да промениме нешто во општеството. Кој нас ни пречи ние да прекинеме со партиските вработувања? 63.000 луѓе вработи ВМРО за тие 9 години. 57.000 сега ВМРО ДПМН, односно СДСМ. Дуи СДСМ ВМРО ДПМН. Изборуваме ние за неефикасна администрација. Ние ќе ги отвориме ли вратите за овие деца што завршуваат поштени училишта, ќе отвориме ли вратите за овие деца што се школуваат надвор? Вие како зборувате како да сте некој аутсайдер во политика и во таа влада со ВМРО ДПМН сте биле коалициски партнер, сте биле дел и од СДСМ во својата историја и од ДЛДП и така натаму. Вие сте дел од тие процеси, господин Јакимовски. Зошто зборувате како некој кој наблюдувач од надвор? Вие ќе зборувате за учество во едно министерство со 14 месеца, во друго министерство со 20 месеца, а во исто време имате министри кои што се по 7, по 8, по 9 години министри. И какви им се министерствата? Добро, ајде, стоп, да ве прашам. Колку години беше министерот за внатрешни работи? Што се случи со пасошите?
Што се случи со пасошите? Бујар Османи колку години е министар за надворешни работи? Што не се случува со надворешната политика? Да броиме уште? Не, ја воопшто не спорам со тоа вие што го зборувате, туку јас спорам. Немојте да споредувате, ако некој учествува во влада 14 месеци или година ден или година и пол со министри кои што се по 8 по 9 години, па знаете какви трансформации може да доживеат тие министерства за тие време. Ајде да се вратиме на реал политика, повторно со преговарачката рамка, која да потсетам не ни е дадена од Бугарија или како што некои сака да кажат бугарска уцена или не знам како, туку е европска преговарачка дадена од Рим и од Берлин, од Париз и од Берлин се извинувам, таа ни е дадена и многу пати е повторено дека таа е преговарачката рамка, дека нема да се менува, направена е, знаеме, во тежок компромис со Бугарија и дека не гледам како таму нешто би се сменило. Значи таа е преговарачката рамка. Јас имам прашање до вас. Ајде. Дали предлогот на французите отиде во бугарскиот парламент, го измени и после ни го доставија ние да го усвоиме? Беше така или не беше така? Што беше сменето? Како не беше сменето? Декларација донесоа, црвени линии утврдија, измени направија во предлогот на Франција. Тој не е француски, тој е бугарски предлог. Таа декларација со преговарачката рамка пропадна бугарската декларација. Они претходно имаа дека македонците нели се измислена нација. Вие не гледате на секоја наша изјава на нашите званичници дека само ова треба уште да го завршиме со влезот на бугарите во уставот и немаме никаков проблем. И веднаш потоа се јавува Румен Радев, вели: што зборувате, вие имате уште работи кои што треба да ги исполните. Да, точно. Така или не е така? Го кажуваат тоа. Па токму тоа е ова што го зборувам, околу идентитетот и околу јазикот и околу историските личности. Но знаете каде сме во ќорсокак? Сега сме во ќорсокак, политички и како земја. Еве, во правост. Не знаеме дали има нови барања од Бугарија, дали ќе има. Еве, не убедуваат. Знаеме. Не убедуваат и нашите западни сојузници дека нема да има, дека ќе се заложат да нема, но не можеме да бидеме сигурни, се разбира, и искуството така не покажува. Ние нашите западни сојузници го правевме референдумското прашање. Што пишуваше таму во референдумското прашање? Така. Вториот дел беше за ЕУ. Истото сакав да го кажам. Значи, од една страна е тоа. Од друга страна е ова што го зборуваме. 30 години зборуваме дека треба да направиме ова, не правиме, туку напротив тонеме. И сега како граѓани ние што да правиме? Заглавени сме, значи ни ваму. Знаеме дека Европска унија нема, а знаеме дека и вие политичарите нема да не однесете никаде. Во ќорсокак сме заглавени, затоа луѓето одат надвор. Апсолутно не се сложувам. Значи, ајде прво да прашам колку проекти имаме инфраструктурни спремни. Колку проекти имаме за транспортот? Дали имаме решение за железницата која не е 40 км на саат се движи? Како да сме Бангладеш? Дали имаме решение за Вардарска долина? Треба ли таму да се прават 11 хидроцентрали? Зашто не почнеме да го решаваме главниот проблем, а тоа е пречистителни станици од Вруток до излезот на Вардар од Република Македонија и сите притоки? Дали имаме било какви проекти во делот на туризмот? Колку хотели во Македонија има со 5 звезди? Дали развиваме висок туризам? Што е со планината Кожув? Што е со Пелистер? Што е со Галичица? Што е со Маврово? Што е со Шапка? Што е со Говските планини? Имаме ли еден спа центар во Банските лекувалишта, кој што имаме извонредни можности и извонредни капацитети? Не ли мислите дека треба да подготвиме проекти на кои што проекти ќе поканиме инвеститори, тие инвеститори кои ќе влезат во Република Македонија, тоа значи ќе се отворат големи јавни работи. Јас мислам дека Не ли мислите дека украинската војна еден ден ќе заврши? Не ли мислите дека Македонија треба да се спреми за настап на тој пазар? Тоа значи дека таму ќе се работи сериозно на ниско градба, ќе се работи на високо градба, а тоа значи дека ние во земјава треба да отвориме јавни работи. Тие јавни работи да ги држат градежните компании во кондиција за ќе се настапи таму да можеме да учествуваме и да земеме дел од тој колач кој што ќе биде многу голем затоа што ќе има Маршалов план за Украина. Ние дали се спремаме за такви работи? Ние за ништо не се спремаме. И ние викаме вие политичарите, ама јас се противам на тие политичари кои што ако им забраните да го употреба зборот ЕУ и НАТО не знаат конструкција на реченица да направат. Да ги оставиме ЕУ и НАТО. ЕУ и НАТО, сме членка на НАТО во ред, што треба да исполнуваме обврски, ќе исполнуваме, ќе се вооружуваме, ќе ја тренираме војската, ќе ги подигаме капацитетите, се е тоа во ред. Што треба да исполнуваме обврски према ЕУ, во ред ќе ги исполнуваме.
Копекашките критериуми, но во исто време ние треба да создаваме услови за инвестиции. Ако нема инвестиции, нема отварање нови работни места, нема подигање на животен стандард, нема вработување на факторите на производство. Ние мора да развиваме машинска индустрија, мора преработувачка индустрија, индустријата на храна. Како мислиме, сега ни се случува војна на Блискиот исток, тоа е 1200 километри од овде. На исто толку километри имаме војна во Украина. И се трупаат војски на граница со Украина. 2013 ние немаме ни еден НАТО тенк во Европа, сега имаме 3000 тенкови. Што тоа значи? Утре може да пламне сериозна војна. Тоа значи дека веднаш сите земји ќе забранат извоз на храна, на месо, на оружје, на амуниција и така натаму и така натаму. И што ни се случи со ковид кризата. Нели мислите дека ние треба да се спремиме за оваа опасна работа што се движи околу нас? Да го подигнеме производството на храна, на жито, житни култури, на сточниот фонд, да го покренеме. Од каде ќе увеземе во тоа ситуација? Значи може да имаме војна да пламне од големи размери. Гледаме ли ние што се случува на истокот, во кој што се инволвирани и Ирак инволвирани, и Иран, Либанон е инволвиран, Јемен е инволвиран. Турција како земја членка на НАТО не дозволува да се користат нејзините бази и воздушен простор за напади врз Иран. Значи ситуацијата се комплицира. Ние сме дел од таа алијанса и ние треба да бидеме дел од алијанса. Значи, ние не смееме да бидеме надвор од интегративни процеси. Никој не го спори тоа, но во исто време мора да ги развиваме собствените капацитети од секаков аспект. Никој нема да ни води сметка за нас ако дојде тешка ситуација, ако се блокираат граници, ако имаме војна од поголеми размери. Ќе мислат за себе да обезбедат гранати или ќе ни праќаат нас гранати? Ќе мислат за себе да обезбедат месо или нас да ни пратат? Ќе мислат за себе да обезбедат жито или нас да ни пратат? Затоа ние мора стоковите резерви да се подигнат. Мора резервите на нафта, нафтени деривати, газ и така натаму, све тоа треба да биде пуно. И тоа во континуитет да се одржува додека овие опасности не поминат. Затоа ни треба нас сериозен председател. Добро, во ред, да се вратиме малку, повторно на нашиве актуелни работи, Уставот. Кога зборуваме за Уставот, гледаме дека се отвори и други работи, пред се албанските партии тука отвори и други работи. И се свирам, и секогаш награбусуваме ние македонците. Штом се отвори Уставот, таму ние монета за подскусурување сме. Дали со претходниот Устав ни го изфрлија, измената на претходниот Устав, Асном ни го изфрлија темелот на македонската држава, дали го изфрлија или не го изфрлија? Изфрлањето на Асном е во интерес на македонците, на мене како македонец пород, или спротивно на моите интереси? Добро, менувањето на преамбулата има различни толкувања. Како различни толкувања? Темелот таму каде што ударен темелот на македонската држава се изфрла од преамбулата. Во однос на барањата сега актуелни кои се албанските партии бараат и опозицијата, дуи не толку, но дека треба и сменена формулација на албанскиот јазик, значи да не стои 20% туку албански јазик, дуи бара гласање на председател во собрание, тоа пред некој ден кажа и дека е услов за коалицирање со двете најголеми македонски партии, дека тоа ќе биде услов на ДУИ, но индикативна е една изјава на министр за надворешни и председателски кандидат Буер Османи од пред неколку дена во која тој кажа дека постојат големи шанси уставните измени да се гласаат пред конституирање на новата влада, што е малку чудна изјава и чуден тајминг, не знам, но... Ми се чини дека го издаваат ВМРО ДПМН во неговите намери. Некако изгледа го издаваат ВМРО ДПМН во намерите. Верувате ли во такво сценарио? Мислам... Па ако има доволно предавници, можно е таа работа. Кој би го... Јас мислам дека на уцените што ги кажува господинот Османи и така натаму, од оваа страна треба се одговори со широка коалиција. Од која страна? СДСМ, ВМРО и другите партнери што сите ќе учествуваат во власт. Значи треба да се одговори со широка коалиција. На уцени треба да се одговори со парирање на сериозен блок. Зборувате за гласањето на председателово собрание за формулацијата... Дека не може да се формира, па тоа е причина повеќе да не го отвараме Уставот. Гледате ли, значи што го отвараме Уставот, еве ти ново барање, председател да се бира во собрание. Председателот мора да го вади легитимитетот од граѓаните, не од партиско-политичкото пазарење. Утре ако падне владата, паѓа и председателот. А нам ни треба стабилна функција да имаме председател. Во случај на конфликти во парламентот, во случај, не знам, на
неизбирање на влада, да распишување на нови избори. Функцијата председател секогаш треба да биде стабилна, зашто председателот е врховен командант на оваа држава. Како смееме ние таква работа си дозволиме? И што лежи во суштината дека, види, ние албанците на ваков начин ние не може да имаме председател. Добро, ние македонците на ваков начин не може да имаме градоначелник на Тетово. Не можеме да имаме градоначелник на Гостивар. Не можеме да имаме градоначелник на Кичево. Не можеме да имаме градоначелник на Струга, на Дебар. Така ли треба да ги решаваме работите? Па токму тоа е замислата на локалната самоуправа, на изборот на председател. Локалната самоуправа, што тоа значи? Значи, за да победи еден кандидат, каде што доминантна е албанска средина, еден албански кандидат да победи, значи него му треба помош и од македонските гласачи, а тоа значи тој мора да биде коректен и према македонците. За да еден председателски кандидат победи на изборите, тоа значи дека треба да биде подржан и од голем дел од албанската популација. Тоа значи треба да води политика која што ќе е во интерес на сите граѓани на оваа држава, и тоа е смисла на оваа демократија и начин на избор на председател и на градоначалници во Република Македонија. Тоа е смислата и концептот на новата територијална поделба што ја направивме. А да одиме исклучиво, значи ние председател да бираме како резултат на партијско политичко пазарење, тоа што представува никаква функција. Кога сакате председател ќе го менувате, тој нема да смее ништо да се протистави на политичките партии, не смее да отвара нови иницијативи, нема да смее да дава своји предлози, едноставно ќе биде таму скјучурен во виличката на Вондо, купи ден продај. Ако председател не и треба на Македонија. Добро, вие, еве, доколку не влезете во вториот круг од изборите и останат, како што покажуваат анкетите, ајде да речеме, кандидатите на СДСМ и на ВМРО ДПМН, ќе имате ли фаворит? Ќе ја дадете ли поддршката на? Јас вообичаено сум најопасен кога сум подценет. И не сум навикнат во вториот круг да поддржувам, туку да ме поддржуваат. Јас очекувам дека тоа ќе биде и овој пат. Значи планирате цврсто да влезете во вториот круг? Не сте, значи Затоа што имаме исклучително слаби кандидати и од двете најголеми политички партии, слаби кандидати, буквално непрепознатливи, не можеме да ги утврдиме нивните ставови. Повторно кажувам, и риториката и на едните и на другите, Европа ќе не храни, НАТО ќе не брани, тоа е и тоа, па тоа ништо друго. Добро, вас, бидејќи делувате на некој начин опозицијски, ајде да речеме, изненадувачки е што најсилен напад дојде од лидерот на опозицијата, од Христијан Мицкоски, кој ве нарече вас и кандидатката Ванковска измеќари, цитирам. Значи, еден прилично остар напад кон вас, значи, тој, предпоставувам, инсинуира дека вие сте се кандидирале само да му наштетите на него и на неговата партија. А добро, во Карпош 2021 година тој кога кандидираше на мене против кандидат, аз очекуваше јас да победам, чиф измеќар беше тој на СДСМ. Зашто кандидираше? После знаеше дека нема шанси нивниот кандидат Оливер Зафировски за влез во втор круг. Чиф измеќар беше Христијан Мицкоски. Христијан Мицкоски не е некој релевантен фактор на политичкава сцена и обично не кажува мудри работи, така да не го земете за релевантно тоа што тој го зборува. Ние, јас, господјата Ванковска, а што кажа за господинот Максим Димитриевски? Него го скокна. Да. Сада 20 дена после тоа видиме дека ставовите во делот на промена на уставот се потполно исти со ВМРО ДПМН. Тој вели јас сум за промена на уставот во рок од првите 200 дена, ама да биде со одложено действие. Што се разликува неговиот став однос на ставот на ВМРО ДПМН? Предпоставувам, значи имаат коалиција. Предпоставувам дека проценува дека господинот Димитриевски повеќе ќе одземе гласови од СДСМ за тоа. Не знам. Моја предпоставка. Тој се во добар договор со него и тоа знаеме што зборува. Но ја не се грижам што ќе каже господинот Мицкоски, јас имам своја партија, си имам своја коалиција. Тој си има партија, своја коалиција. Нека гледа тој чиф измеќар ќе биде. Ке кажат изборите кој чиф измеќар ќе биде. Добро, нека му е со среќа. Добро, не сакам да се занимаваме со персонални, но кога велите дека не е релевантен на политичката сцена, не знам, анкетите покажуваат дека најверојатно идната влада ќе се остава во ВМРО ДПМН. А знаете така што, ако се качите на 4 свети букви, тоа не значи дека сте вие најпаметен.
Значи, тие свети букви 4 ВМРО да помане, тие ги носат поените, ги носат гласовите, а не што паметно кажал во оваа кампања Христијан Мицкоски. Тоа се две сосема различни работи. Добро, кога зборуваме за актуелниот претседател Пастева Пендаровски, вие на почетокот малку елабориравте зашто тој не сака дебата, кажувате, тој повторува, гледаме дека како негов најсилен адут е дека немал ни една афера за невреме на неговиот мандат, дека немал ни една проневера, дека немал ништо спорно, дека мандатот му бил сосема Сега да видам малициозен, па што сработил за да има афера Кутријот? Ај кажете ми што сработил? Па добро, тој ти каже дека во Па негов бил мандат председател како да не бил председател. Дека И сега уште па и афера да има, па тоа ќе биде леле мори мајка, што да ви кажам. ајде може би ќе каже дека земјата влегла во НАТО. А купи ден продај неговиот мандат беше и сега па уште човекот и требал и афера да има. Тоа па тен ќе биде многу, ја мислам. Сам навистина смешно, што да ви кажам. Добро, мислите дека господинот Пендаровски нема да биде сериозен кандидат на овие избори? Бидејќи гледаме дека Ќе се каже народот кој е сериозен. Јас ви гарантирам дека голем дел од овие кандидати, кога би собирале потписи како ја што ги собирам, дека нема да соберат 10.000 потписи. вие сами ли ги собравте? Ви помогнале А со да кого? соберете потписи? Па не знам, некој. Кој може да помогне? Мојата партија, граѓаните, пријатели, роднини, другари, подржувачи, обожавателки и така натаму. Добро, да искористам на парламентарните избори ќе настапите како имате стратегија низ цела Македонија, како? Да, ни цела Македонија. Ние со коалиционите партнери имаме, Гром ќе даде носител во изборна единица број 1 и број 4, Интегра во број 2 и број 3, Гром ќе даде и во број 6, а ПЦЕР дава во изборна единица број 5. Да, добро. Во однос на изборите ве споредуваат некои, вие го спомнавте и самиот Максим Димитриевски, во поглед и на бекграундот, дека и двајцата на некој начин произлегувате од лева опција, од СДСМ, два градоначалника, две партии кои се слични на некој начин, бидејќи не се дел од големите, туку некаква трета опција, ајде да речеме, но ми се чини дека со неговата партија не планирате никаква соработка. Не, зошто да нешто не такво, планирам? нешто сте бидејќи на некој начин е природно, идеолошки да речеме. Нема ништо лошо со господинот Еве Максим. гледам дека и за Бугарија имате слични Јас ставови. со господинот Максим Димитриевски напротив сум пријател и немам ништо лошо со човекот и не знам зашто не би можеле да соработуваме. За сега се разликуваме по заложбите за уставните промени. Јас сум тоа прашање да се реши во комплет, а тој безрезервно подржува промена на устав. Тука имаме разлики, иначе во друг дел, во делот мислам на социјала, економија и така натаму, немаме разлики. Значи не исклучувате некоја идна соработка може. Не исклучувам. Не исклучувам јас со било кого. Да. Соработка. Впрочем, еден човек или една партија вреди онолку колку што е подготвена да соработува. Политиката е компромис. Знаеш да правиш остапки или не знаеш да правиш остапки. Значи, во политиката мора да има компромис. За да соработувате со други, вие мора да направите компромис. Значи, за да соработувам со Самки Ибраимовски, јас морам да направам компромис. Со Интегра и тие со мене, во некои ставови мора да направат компромис. Добро, господин Јакимовски, ви благодарам за ова интервју. Благодарам и на вас. Ова беше интервју со претседателскиот кандидат Стефчо Јакимовски. Следевте Аргумент Плюс. Ви благодариме, почитувани гледачи, останете со програмата на телевизија 24.